Добро утро уште еднаш и до вас и добро утро ви посакувам од Дневниот центар за стари лица кој што се наоѓа во Даре Џамбас. Овде дојдовме со цел да ги видите овие преубави изработки великденски кои што се наоѓаат до мене и кои што всушност можеа да се видат минатиот петок на хуманитарниот великденски базар кој што беше организиран од страна на Црвениот крст. Многу повеќе за самиот базар, па нешто повеќе и за Дневниот центар. Ово утро разговарам со Бојана Лазаревска од Црвениот крст. Добро утро и драго ми е што сте заедно со нас ово утро. Добро утро и на вас и поздрав сте гледачи на Телма. Најинтересен дел, како и да е самиот базар, сите овие изработки кои што можат да се видат пред нас. Кои се вашите впечатоци од базарот кој што се одржа? Не знам кој точно датум беше петокот? Така, базарот се одржа на 26 април во петокот. Значи, секоја година традиционално Црвен крст на град Скопје одржува еден ваков великденски хуманитарен базар по повод престојниот празник Великден. Искрено, нашите впечатоци се прекрасни, бидејќи имаше голем број на граѓани кои беа заинтересирани за изработките и донираа, и самите наши корисници беа пресрекни што беа дел од базарот, бидејќи ги пласираа сите нивни рачно изработени изработки, креативни во текот на работилниците. Така кои секоја година сите останати базари ние сме презадоволни. Имаше многу интересни креативни изработки од типот на венчиња, корпи, декоративни работи, како што може да видите, така што сета креативност што нашите корисници ја искористија максимално. Ако не се лажам, околу 70 корисници на Дневниот центар ги направија овие изработки. Колку сакаат да учествуваат во вакви базари со самото тоа што придонесуваат на некој начин за општеството, за самото волонтерство, исто така бидејќи ова е хуманитарен базар, да напоменаме за кои беа наменати собраните средства? Така, најпрво корисниците уживаат во овие подготовки, бидејќи имаат можност да искажат својата креативност, имаат можност и целта е преку еден забавен начин и дружење да допринесат да се вклучат во нашата заедница, да допринесат во општеството, така што го промовираат волонтирањето во оваа доба како активен пристап кон староста и кажуваат дека како се корисни во овие години, како може да придонесат со своето знаење и вештини да ни го пренесат и на нас и на сите останати. Така што кога ќе дојде ваков период на базари, посебно и великденски, во нашите дневни центри има прекрасна празнична атмосфера, дружење, уживање, споделување идеи, искуство, бидејќи они имаат многу искуство, посебно да речеме во плетење на некои работи, посебно во изработки. Ние ги гледаме најчесто од YouTube, знаеме да видиме они знаат, они веќе го имаат поминато овој дел, на вистина многу учиме од нив за овој тип на изработки. Следото овој пат секогаш сте наменети за набавка на медикаменти на социјално ранливи лица во третото доба. Освен овој базар, се разбира дека не секојдневно, но често спроведувате вакви активности за сите корисници на центарот. Кои активности се спроведуваат, па и вакви базари? Пред еден месец ние на лице место бевме присутни на хуманитарниот базар 8 мартовски, така наречен, новој великденски. Кои се други базари се одржуваат? Така, најпрво се одржуваат голем број на активности освен базарите, се формира на тековна месечна програма, каде што корисниците имаат увид што се случува секој ден месецот, каква активност има. Они доаѓаат, ја зимаат програмата, ги гледаат активностите, имаат можност да се вклучат во тоа што ги интересира. Значи, имаме разни активности, најпрво се работилниците кои се најчесто посетени, тоа се креативни работилници по плетење, по шиење, имаме многу едукативни предавања, нешто што ги интересира, имаме многу прошетки, посета на културни манифестации, одбележување на календарски активности на Црвен крст. Меѓутоа, кога се формира таа програма, ја формираме заеднички со нив, разговараме што на што ги интересира, што би сакале да го чујат, нешто можеби помодерно што не им е јасно, како што например, не знам, употреба на мобилен телефон, употреба на социјални мрежи, имавме и такви предавања, така што заеднички комуницираме со цел да ги оствариме нивните потреби во нашите можности. Базарите се навистина нешто многу интересно и се организираат 4-5 пати годишно. Тоа се по повод престојни празници, како што е Великден, имавме за Нова година базар, за 1 март имаме околу недела на стари лица, одбележуваме некои есенски изработки и таа недела ќе одбележуваме заедно, така да 4-5 базари во годината одбележуваме во везно со тековни празници најчесто. Ето сите овие базари кои што ги напоменавте, активности и оној едукативен дел предавања, можеби ги заинтересира некои кои што не гледаат, па затоа ќе ве прашам оние кои што сакаат да станат корисници, како да станат, односно како се селектира кој ќе стане корисник, а кој не?
Така, значи сакам да напоменам најпрво дека има 3 дневни центри за стари лица на територија на град Скопје, тоа е во Дарја Џамбас, кај што сме моментално, во Чаир и во Сареј. За да се биде корисник во дневен центар, треба само да е лицето во трето доба и да е во пензија, други услови не се потребни, значи ги посетува еден од овие центри, доаѓа со нас, разговара, му ги објаснуваме кои се активностите, му даваме програма и се вклучува. Ограничувања нема никакви и ги покануваме сите оние лица кои се заинтересирани да бидат дел на нашите дневни центри, бидејќи тука времето е исполнето квалитетно, корисно и забавно пред се. За крај сакам нешто да напоменем околу почетоците на дневниот центар и во оглед на тоа дека вие сте социјален работник во дневниот центар во Чаир, па може и да споделите некои искуство. Така, значи веќе 12 години Црвен крст на град Скопје го имплементира овој проект, се нарекува Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови. Целта кога се воспоставуваше овој проект беше во институционална заштита на старите лица, унапредување на квалитет на живот и промоција на активно старење како начин на живот, односно рушење на оние стереотипите кога ќе влезе лицето во пензија, дека готово животот завршува и се треба да седиме дома, не напротив, и така како можеме да ги искористиме сите ресурси во смисла и сите стари лица да допринесат, да се сруши таа бариера, така што сметам дека и така успеваме во тоа секојдневно со секојдневни активности. Моето искуство е прекрасно со нив, соработуваме заеднички, многу често знаат да дојдат да кажат они своја идеја, нешто што виделе заедно да изработиме, да спроведеме некоја активност и ние се што го ни кажуваат, спроведуваме, се договараме заеднички и навистина моето искуство е прекрасно. Лена, ве благодарам многу за овој утренски преубав разговор и за сите овие корисни информации што ни ги дадовте и за базарот и за дневниот центар. Ви благодарам на вас.